Почитувани ученици, добар ден. Јас сум наставник Зоран Тодоров, наставник по историја и граѓанско образование во Основното училиште Јосип Броз Тито од Валандово. И без разлика на ситуацијата во која се наоѓаме, денеска ќе се обидам повторно да им помогнам на учениците од 9-то одделение да совладаат нова наставна содржина. Така, полека одиме кон крајот на материјалот, кон крајот на последната тема. Така, за денеска имаме задача да зборуваме за исламската верска заедница и другите верски заедници во Македонија. Ако се сеќавате, во претходното видео зборувавме за Македонската православна црква, меѓутоа треба да знаете дека во Македонија не е само Македонската православна црква верска заедница, туку има поголем број на верски заедници, но треба да се напомене дека втора верска заедница поголемина во Македонија, покрај православната, е и исламската верска заедница. Инаку, треба да се напомене дека во Македонија има повеќе од 15 различни верски заедници или верски групи во кои се групирани верниците и на тој начин го збогатуваат верскиот живот во Македонија. Меѓутоа, ние, како што веќе споменавме, зборувавме за православната верска заедница преку Македонската православна црква, меѓутоа, сега треба да видиме и каков е верскиот живот на втората поголемина верска заедница во Македонија, а тоа е исламската верска заедница. И додека ги објаснуваме овие работи, ќе ви сугерирам да си ги запишувате работите кои што се појавуваат на слайдовите и на тој начин ќе имате еден план во тетрадката сличен на планот кој што вообичаено го правиме на таблата. Така, ќе почнеме со исламската верска заедница. Треба да се напомене дека исламската верска заедница во Македонија екзистира повеќе од 5 векови, бидејќи исламот како религија во Македонија почнува да се појавува заедно со доаѓањето на турците османли на Балканот. Така, ако се сеќавате, учевте некаде во 7-мо одделение, дека во тој временски период османлиите го наметнуваат исламот и дека тоа наметнување во голема бера беше на некој начин доброволно, на некој начин присилно, но како и да е, освен тоа што они ќе наметнуваат муслиманската вера, сепак со нив ќе донесат и припадници на турската националност, со што ќе се позиционира исламот како вера на територијата на Македонија. Треба да се напомене дека низ текот на историјата, како што на Балканот се случувале крупни историски настани, така и исламската верска заедница успеала да преживее голем број на такви историски настани, да преживее создавање на нови држави, меѓутоа и покрај случувањето на сите тие крупни историски настани на Балканскиот полуостров, сепак исламската верска заедница продолжувала да обстојува. Така, во 1936 година, уште за време на кралството СХС, е донесен устав кој представува највисок правен акт со кој се организира исламскиот верски живот во Македонија. Тој устав е практично устав на исламската верска заедница со кој се организира верскиот живот. Тогаш било предвидено да се организира верскиот живот на територија на кралството СХС, меѓутоа и ден денеска тој устав практично е од големо значење и за
нашата држава, нели Македонија, но треба да се напомене дека исламската верска заедница во него гледа еден основен документ на кој се темели целата исламска верска заедница и посебно нели се отдаде признание и се славеше јубилеј во 2016 година, кога се славеше 80 години од донесување на овој највисок исламски правен акт. Како што Македонската православна црква е организирана, така и исламската верска заедница во Македонија е организирана. И називот на припадниците на муслиманската вероисповед и на нивната заедница гласи Исламска верска заедница. Така, треба да се напомене дека Исламската верска заедница во Македонија во минатото била подчинета кон други муслимански центри, како што бил муслиманскиот центар во Сараево, но како и да е, и покрај сите тие работи со кои што се соочувала исламската верска заедница, успеала да го сочува своето постоење и денеска да биде самостојна верска заедница во Македонија, која обединува голем број на верници и треба да се напомене дека најбројни верници во исламската верска заедница се припадниците на албанскиот народ и припадниците на турскиот народ. Сега, кажавме дека како што Македонската православна црква има свој да кажам, или своја организацијска поставеност, така и ИВЗ има своја организацијска поставеност. Треба да се напомене дека начело на ИВЗ стои свештеникот со титула Рейс ул Улема, или он е врховен или главен свештеник на сите муслимани во Македонија, додека друго позначајно тело во рамките на ИВЗ е муфтијството или врховното старешинство, познато како Улема Меджлис. Треба да се напомене дека ИВЗ во Македонија е поделена на 13 муфтијства, на чие чело стои муфтија. Значи, муфтијата стои на чело на муфтијството и муфтијата практично раководи со сите верски објекти во Македонија, во овој случај тоа се џамиите и сите свештеници, особено оџите, се тие кои што се подчинети на муфтијата. Така, во Македонија има навистина големи муфтиства, како што е Скопското, Тетовското и така натаму, и треба да се напомене дека ИВЗ е добро организирана верска заедница, со голем број на верници, со добар верски кадар, бидејќи треба да се напомене дека освен она што се нарекува основа на верата, а тоа се верските објекти или храмовите, во овој случај џамиите, ИВЗ има и свој начин на образование, каде што ги образува идните верски кадри, така тие во Македонија имаат и верски училишта внатре во рамките на самата ИВЗ, односно има културно-просветни институции. Треба да се напомене дека има и по-нижи исламски училишта, како што е, например, училиштето во Штип, но има и средно училиште, од каде се регрутираат идните свештеници во Македонија, односно идните исламски верски свештеници. Така, во селото Кондол, во Скопско, односно во Скопје, функционира средното училиште Исак Бек, додека во Скопје исто така функционира и факултетот за исламски науки, кој што продуцира високо образовни муслимански кадри. Така, ИВЗ има и своја богата библиотека,
особено има голем фонд на книги напишани на арабица или на арапски јазик, во кој се истакнува значењето на исламот. Во рамките на ИВС исто така функционира и хуманитарна организација Ел Хилам, која што се обидува да им помогне на своите сиромашни верници, полесно да го поминат својот секојдневен живот. Така може да се напомене и да се каже дека исламската верска заедница е една од двете најзначајни верски заедници во Македонија. Ова е верското училиште Исак Бек во селото Кондово, кое е најпознато верско средно училиште. Ова е факултетот за исламски науки во Скопје, каде што веќе се финишираат или се финишира образованието на исламски кадри во Македонија. Така можеме да видиме дека исламската верска заедница нема проблем во создавањето на сопствени кадри. Ова е седиштето на исламската верска заедница во Скопје. Заборев да ви кажам дека вообичаено муфтиството во Македонија се обидува на секаков начин да им помогне на своите верници, бидејќи таквите работи особено се практикуваат на големите муслимански празници, како што се Рамазан и Бајрам, и тогаш муфтиствата, тие 13, се обидуваат на своите сиромашни верници да им помогнат достоинствено да ги прослават празниците. Сега, треба да се напомене дека во рамките на ИВС се вклучени и македонците муслимани. Односно, тоа се луѓе кои што зборуваат македонски јазик, односно тие не знаат друг јазик освен македонскиот, но се припадници на исламската вера. Тие исламот го примиле уште од рано османлискиот период, некаде околу 15 век. Според одредени извори, некои тоа го примиле доброволно, некои присилно. Треба да се напомене дека за нив има разни називи, некои ги нарекуваат торбеши, помаци и така натаму, но како и да е, се работи за македонци муслимани и треба да се напомене дека македонците муслимани најчесто живеат во областите покрај областа наречена Река или Реканскиот крај, односно потечението на реката Радика, посебно околу Дебарскиот крај, селата Кособрасти, Скудриње и така натаму. И имаме така значајна етничка македонска заедница на македонци и муслимани во областа Голо Брдо, Албанија, како и во областа Гора, која припаѓа на Албанија и на Косово. И треба да се напомене дека овие луѓе си ги запазуваат своите традиции, обичаи и треба да се напомене дека особено за нив значајно е исто така одбележувањето на тие Ѓурѓовденски денови. Ова е една таква слика, ова е една традиционална носија на гораните. Гледаме како традиционално се облекувале младите девојки кај гораните. Од прилика тоа е тоа за исламската верска заедница. Веќе ви кажав дека во Македонија постојат и други верски заедници, меѓутоа другите верски заедници вообичаено се со христијански правец. Така, во Македонија има една значителна група на католици кои претежно се дел од Скопската и од Стромичката област и треба да се напомене
дека католицизмот во Македонија започнува да се пробива во 12 век со навлегувањето на норманите, со крстоносните војни и така натаму. Исто така, сигурно се сеќавате, лани зборувавте за Кукушко-Полијанската епархија, кога одреден број на православни христијански верници се обиделе да склучат унија со заедницата на католиците од Ватикан, односно со папата, и треба да се напомене дека во Македонија имало повеќе обиди за привлекување на македонското население во рамките на католицизмот или во рамките на Римо-католичката црква. Така, денеска католиците во Македонија, како што веќе споменавме, припаѓаат на така наречената Скопска бискупија и на Апостолската екзархија. Интересно е тоа што и треба да се напомене дека денеска овие заедници практично функционираат заедно, бидејќи бискупот во Македонија е исто така врховен свештеник на Апостолската екзархија, денеска или во моментов тоа е бискуп Киро Стојанов, кој што се грижи за сите католици во Македонија. Така, католиците од Апостолската екзархија се католици со источни обреди, односно се разликуваат со обредите на Ватиканската црква, и ваквите католици најмногу се застапени во Струмица и во Струмичко. Сега, треба да се напомене дека католиците во Македонија исто така соработуваат со католиците на Косово и практично на некој начин функционираат заедно со Призренската бискупија или Скопско-Призренската бискупија и на некој начин заедно соработуваат. И треба да се напомене дека католиците исто така имаат повеќе верски храмови во Македонија. Најпозната е католичката црква во Скопје, Пресвето срце Исусово, но има и две католички цркви во Струмица, што ипак покажува дека има какво такво значење оваа верска организација во Македонија. Во суштина, тие се така по-значајните верски организации во Македонија после православното христијанство, но веќе ви кажав дека освен овие во Македонија функционираат над 15 други верски организации, како што се Евангелистичко-методистичката црква, Баптистичката црква, Јеховини сведоци и така натаму, кои што на некој начин го збогатуваат верскиот живот во Македонија. На крај, сакам да ви порачам дека верата е таква да вие не смеете никого да осудувате каква вера тој човек или поединец практикува. Верата е лично, интимно чувство на секој поединец, а другиот нема право да му суди на другиот на која вера припаѓа. Освен, се разбира, додека не ја загрозува безбедноста на другите. Она што е важно и што треба се напомене, дека во Македонија постои верска толеранција. Во Македонија многу често луѓето од различна вера си честитаат празници, одат да одадат почит на традицијата и на обичаите на другите, и така во Македонија може да се каже дека верскиот живот е на едно високо ниво и слободно можеме да кажеме дека треба да представува модел и за останатите земји. Од прилика тоа е тоа, јас се надевам дека ви помогнав да совладате
дел од работите за кои што зборувавме и се надевам дека научивте нешто ново за другите верски заедници во Македонија. Од прилика тоа е тоа што требаше да го кажеме.